Премиерот Мицкоски ќе ги разреши од позициите министерот без ресор Шабан Салиу, кој од 2008 година раководеше со дирекцијата за заштита и спасување, како и актуелниот директор Џеват Селами од Влен, откако се најдоа на листата на новоосомничени во истрагата за пожарот во Кочани. Информацијата ја потврди од владата за Канал 5. Како влада сме целосно посветени на темелна истрага и во таа насока ги разгледуваме сите процедури и правила кои ни стојат на располагање. Во интерес на постапката ве информираме дека повраќањето на премиерот од официјалната посета во Обединетите Арапски Емирати, лицата кои се уфатени во истрагата ќе бидат разрешени. За разлика од Џеват Селами, кој не е познато каква мерка доби, председателот на партијата на ромите Шабан Салиу е во ефективен притвор, зашто поднесе жалба до Кочанскиот суд и бара да му биде одредена алтернативна мерка. Неговиот адвокат Ванчо Шехтански вели дека притворот е спорен од причина што според законот за инспекциски надзор, ингеренциите за инспекции се во рацете на самите инспектори, а не кај директорите. Ингеренциите се на инспекторите. Од тие причини, не може да има никакви надлежности директорот за вршење на надзор. По вториот основ, дирекцијата за заштита и спасување, односно неговиот инспекторат, може да врши инспекцијски надзор само врз легитимен објект, а не и дивоградба. Дивоградбата ја утврдува друг орган, ја утврдува МВР и ја утврдува обвинителството по допрен глас. Бидејќи се работи за министер, со пасош и приватен и службен, понудени се како гаранција, очекуваме да биде уважена жалбата. Покрај Салиу во притвор завршија и поранешен генерален инспектор од ДЗС, пазарна инспекторка и државен советник за угостителство од Министерството за економија. Меѓу оние кои добија домашен притвор пак се поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, а на листата за куќен притвор или мерки на предпазливост се и сите директори на ДЗС од 2012-та, неколкумина инспектори, државни секретари и службеници. Во меѓувреме обвинителството побара мерки на предпазливост и за 19-тото лице, актуелниот амбасадор во Норвешка Дритон Кучи, кој веќе е вратен во Македонија.